Митот и лагата за Европската унија. Фалени јагоди, празна кошница. Денешната македонска диктаторска влада, и не само таа, инсталирана од суровиот американски империализам кој го бомбардира и уништува целиот свет, шири лаги и невистини околу Европската унија. Зајко го залажува и замајува гладниот сиромашен, истоштен и очаен македонски народ дека може да си го наполни и засити стомакот само ако се самоуништи и влезе во Европската унија. Постојано се шири и труби фамата за доблеста, племенитоста и алтруизмот на проектот на Европската унија низ македонскиот етер, но всушност вистината е многу поинаква. Проектот на Европската унија беше започнат од западните владеачки елити после крајот на Втората светска војна во интерес на заработката и профитите на приватниот капитал и богатите привилегирани владеачки класи на Западна Европа, а не беше основана за доброто и интересите на народот, работничката класа и обичните луѓе и граѓани од долните 99% од населението. Искуството од соседството покажува дека откако Бугарија, Романија и Хрватска станаа членки на Европската унија, животот за мнозинството од преку 90% на населението во тие земји не се има нешто посебно економски подобрено и истото продолжува да бара чаре во печалба со исселување во постарите членки на Европската унија како Германија, Скандинавија и така натаму. Ако е тоа така, тогаш зошто тогаш македонските политичари кои не живеат во реалноста постојано ги залажуваат луѓето во Македонија дека ако Македонија стане членка на Европската унија, демек баш Македонија е таа избраната земја која ќе виде невиден економски напредок и благодет од кој Бугарија, Романија, Хрватска, Полска и така натаму не видоа како членки на Европската унија? Ако Европската унија навистина сакаше да ја помогне на Македонија и на македонците, тогаш ќе купуваше македонски производи и ќе обезбедеше пласман за македонски производи, а не само за ајварот на Зајко, бидејќи тој им ја вршеше гнасната работа. Наместо тоа, вистината е диаметрално спротивна, каде Македонија е преплавена со производи од Европската унија, а посебно од Грција. Тоа се производи кои со помош на државни субвенции од даночните обврзници се многу ефтини и ги прават домашните производи далеку поскапи и помалку конкурентни, па македонските производители се приморани да ги фрлаат и уништуваат своите производи како јаболката од преспа, грозјето во тиквеш или лубениците и зелките кои се распродаваат скоро без пари. Само за илустрација може да послужи податокот дека во многу западни држави на Европската унија за секоја крава од буџетот се плаќа по 2 евра на ден, што во многу сиромашни држави не трошат ни по глава на човек. Каде се ветените 500 евра плата? И така, додека македонските политичари ги хипнотизираат очено сиромашните македонци да сонуваат со отворени очи за ветената земја Европската унија, антимакедонскиот запад од поднос ќе им ја земе родната земја Македонија, за која толку многу македонци си ја пролеале својата крв и ја платиле највисоката цена со својот живот. Од друга страна, единствениот начин на кој мнозинството население и работничката класа во постарите членки на Европската унија како Франција, Аустрија, Холандија, Белгија, Германија и друго, добија повисок стандард и поквалитетен живот е преку нивната класна борба, штрајкови и протести, со чија помош самото население, самата работничка класа се избори за овие работи како што се бесплатно здравство, бесплатно школство, социјална помош за невработени, пари за секое дете родено и така натаму. Самата работничка класа се избори за похумано, послободно и подобро општество, додека политичарите и владите во случајов се китат со туги переа кои припаѓаат на мнозинството и работничката класа. Еден од најдобрите примери на класната борба во САД е битката кај планината Блер, The Battle of Blair Mountain, пред точно 100 години, кога за првпат американската држава ги бомбардираше своите американци. Тоа е најголемата битка во земјата после граѓанската војна. По наредба на генералот Били Мичел, Бели Мечел, бомби биле фрлени блиску до рударските градчиња каде штрајкувале рударите со нивните семејства. Додека во Лондон, 1926 големиот демократ Черчил ги пуштил тенковите на британските штрајкувачки рудари. Но поради се попродлабочената криза на капиталистичкиот систем, овие придобивки се постојано се позагрозени од владите и владеачките класи на нивните земји. Наеклатантниот пример за оваа жестока класна борба помеѓу работничката класа и богатата елита во Европската унија се протестите и блокадите на жолтите елеци во Франција.
На владеачката елита лично им договара членство во Европската унија, бидејќи тие ги сонуваат милионските суми од фондови кои потенцијално би се влијале во земјата, ако и тие ќе ги лапнат за себе лично и персонално со барем околу 90%, додека многу малку ќе капне од тие фондови на обичниот сиромашен македонски народ. Она што навистина треба за Македонија е многу порамномерна, пофер и похумана распределба на целотото богатство кое се произведува во Македонија, како што тоа се прави во напредните хумани скандинавски земји каде живеат најсреќните луѓе во светот според анкетите. А не богатството да се концентрира во рацете на многу мал број на луѓе од привилегираната богата елита на врвот. Постојано се труби и проповеда за некаков си алтруизам и високи човечки идеали и достигнувања кои доаѓаат од Европската унија, што е далеко од вистината. Европската унија од почетокот била формирана за интересите на приватните компании во трговијата со јаглен и капиталот и како одговор на царинските тарифи и бариери кои ги поткопувале и намалувале профитите на истите тие приватни компании. Се знае дека причината поради која постои производство во капиталистичкото општество не е потребата на луѓето за производи, услуги, храна и добра, туку за да заработат компаниите профит. Во земја на капиталистичко уредување и да си гладен можеш слободно да си умреш од глад ако немаш пари да си купиш храна. Затоа денес во светот умираат само деца 5.000 од глад секој ден. За НАТО алијансата не мора ни да се зборува дека е воинствена воена организација чија функција е да напаѓа и да ги брани интересите на приватниот капитал на западните земји од каде потекнува. За тоа најдобро зборуваат изјавите на американскиот генерал Смедли Батлер Смедли и Барлер кој вели дека војната е рекет. Капиталистичкиот систем е коренот на сето зло во светот денес и сега кога е паднат во тешка перманентна глобална криза и стагнација не може на човештвото ништо повеќе да му понуди освен повеќе сиромаштија, глад, невработеност, несигурност, повеќе војни, нуклеарни терминални војни и тотална деструкција, холокауст на човековата околина и целата планета. НАТО е остаток од минатото на студената војна и требаше одамна да се фрли на буништето од историјата заедно со Варшавскиот пакт. НАТО вели за себе дека е сојуз на пријатели, а фактот го кажува спротивното, дека во суштина некои земји во НАТО се непријатели како Грција и Турција и кои можат во било кое време да се затепаат меѓу себе. Во денешно време глобалниот капитализам, доминиран од западните капиталистички корпорации, е во перманентна криза и таа криза се пренесува во односите помеѓу поедините членки во друштвата на ЕУ и НАТО. Овие кризи се предизвикани од неизлезната продолжена криза на пазарната економија, на капиталистичкиот систем, поради се помалите профитите и трката и тепачката помеѓу поедини држави и приватни корпорации да се зголемат истите тие профити на штета на друга корпорација и држава, а тоа значи на штета на конкуренцијата. Добар пример денес за овие тензии се трговските војни кои стануваат се поостри и поагресивни помеѓу САД од една страна и Кина, Русија и ИТН од друга страна. Целта на западните газди на светот, САД, Германија, Британија и Франција, е да ја збришат Република Македонија од светската карта, а на македонците да го заокружат етничкиот геноцид и да ги истребат до последен на постојаното трубење за членство на Македонија во зрајот на ЕУ и НАТО, мамка преку која сакаат да си ја остварат целта. Се уште никој не дал една убедлива и издржана причина и повод зошто западњаците ги избрале баш македонците и Македонија за истребување, а не некој друг народ или земја во Европа? Дали ќе да е тоа затоа што македонците не се вистински македонци? Дали затоа што македонците не се потомци на античките македонци или работата е обратна? Дали затоа што постои милениумски континуитет и дека античките македонци не изумреле, туку тие само од своите западни непријатели се применувани во Словени и Грци? Генетските анализи кои се многу прецизни го потврдуваат токму овој факт, дека денешното население во Република Македонија во најголем процент од преку 60% се потомци на античките македонци и другите антички и народи и племиња. И не само потомци на антиката, туку тие се потомци на уште постаро предисториско време, на назад низ многу илјадолетијата. Јазичните истражувања истото ова го потврдуваат. Се изгледа дека оваа вистина и факт е тоа што најмногу им пречи на западните владетели на универзумот како САД, Франција, Германија и Британија, и тие по секоја цена тоа сакаат да го скријат да не се дознае.